Вести на Канал 8. Добар ден. Одговорните за образование во локалната самоуправа на Кочани да не останат глуви на барањата на средношколците, туку да ги сослушаат и да не се меша политика во протестите, порачаа учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов на вториот протест кој го организираа. Најавуваат радикализација на истиот, блокада на улиците и протест пред општината. Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов продолжија со протестот за исполнување на нивните барања, укинување на предметот математика како задолжителен за полагање државна матура и промена на моделот на екстерно. По организирањето на првиот протест, учениците од гимназијата на социјалните мрежи веднаш беа етикетирани како опозиционери и нивниот протест дека е организиран од причина што ја подражувале опозиционата СДСМ. На денешниот протест тие го негираа таквиот став на поединци и порачаа да не се вмешува политиката во протестот, оти одлуката за протест е само нивна и на никој друг. Ова одлука за протест е одлука на младенската организација при Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. Значи, тоа е одлука која што на состанок добила 100% поддршка. А ние овдека во колков број сме, еве тука гледате самите, таа одлука ја почитуваме. И тоа значи дека ќе искочиме на протести без разлика на тоа како ќе не етикетираат во некои медиуми или на социјалните мрежи. Овој протест не е организиран од некој поединец или од некој индивидуалец, значи протестот не е организиран од оние кои што стоат во првите редови или пак само од оние кои што излегле пред камера да дадат изјава. Заеднички на состанокот кој што се одржа во гимназијата Љупчо Сантов, ние учениците од прва, втора, трета и четврта година донесовме заедничка одлука, значи сите заедно да излеземе и да го преку протест, пак ќе кажем, да го изразиме нашето незадоволство. Одлуката која што е донесена се уште не е усвоена, за да ние полагаме матура со задолжителен предмет математика, не е праведна за нас средношколците и затоа ние излегуваме на протести и си го искажуваме нашиот револт, поради тоа што секој средношколец, секој индивидуа си има своја цел која што сака да си ја исполни и си има своја насока и свој сон кој што сака да си го оствари, но многу од нас значи сакаат да изберат општествени факултети, а не математика. Освен ова, на денешниот протест учениците го искажаа револтот што после првиот, па и сега надлежните во општината остануваат глуви на нивните барања. За да бидат слушнати, средношколците најавија протести пред локалната самоуправа. Еве втор ден протестираме. Никој се уште не нема повикано на разговор од одговорните во општина Кочани од секторот на Министерство за образование. Тоа значи дека доколку и во наредниот период бидеме игнорирани, протестите ќе се радикализираат. Во наредната недела можам да ви најавам нови протести, но тие протести ќе се одвиваат со блокада на раскрсници. Исто така ќе имаме и протест пред општина Кочани, која што исто така сметам дека таму има одговорник за средните училишта во општина Кочани, кои што треба да не изслушаат, барем да не примаат на разговор, да ги слушнат нашите барања, да се запознаат зошто средношколците од Кочани втор ден се на улица. Од најголемиот дел од професорите во гимназијата учениците ја имаат поддршката, но има и такви кои не само што не ги поддржуваат, туку им вршат и притисоци да не излегуваат на протести, велат учениците. Тоа резултираше со намален број ученици на вториот протест. Затоа ги повикаа професорите, оние кои ја даваат својата поддршка, да не го прават тоа тајно, туку и тие да излезат на улица и од следниот протест да им се придружат. Инаку, овој пат беа поддржани и од поединци од Средното општинско училиште Гоша Викентиев, но не од сите ученици. Ќе бидеме гласни и тие повторно пак нема да не слушнат. Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов продолжија со протестот за исполнување на нивните барања, укинување на предметот математика како задолжителен за полагање државна матура и промена на моделот на екстерно. По организирањето на првиот протест, учениците од гимназијата на социјалните мрежи веднаш беа етикетирани како опозиционери и нивниот протест дека е организиран од причина што ја подражувале опозиционата СДСМ. На денешниот протест тие го негираа таквиот став на поединци и порачаа да не се вмешува политиката во протестот, оти одлуката за протест е само нивна и на никој друг. Ова одлука за протест е одлука на младенската организација при Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. Значи, тоа е одлука која што на состанок добила 100% поддршка. А ние овдека во колков број сме, еве тука гледате самите, таа одлука ја почитуваме.
И тоа значи дека ќе искочиме на протести без разлика на тоа како ќе не етикетираат во некои медиуми или на социјалните мрежи. Овој протест не е организиран од некој поединец или од некој индивидуалец, значи протестот не е организиран од оние кои што стоат во првите редови или пак само од оние кои што излегле пред камера да дадат изјава. Заеднички на состанокот кој што се одржа во гимназијата Лјупчо Сантов, ние учениците од прва, втора, трета и четврта година донесовме заедничка одлука, значи сите заедно да излеземе и да го преку протест, пак ќе кажем, да го изразиме нашето незадоволство. Одлуката која што е донесена се уште не е усвоена, за да ние полагаме матура со задолжителен предмет математика. Не е праведна за нас средношколците и затоа ние излегуваме на протести и си го искажуваме нашиот револт, поради тоа што секој средношколец, секој индивидуа си има своја цел која што сака да си ја исполни и си има своја насока и свој сон кој што сака да си го оствари, но многу од нас значи сакаат да изберат општествени факултети, а не математика. Освен ова, на денешниот протест учениците го искажаа револтот што после првиот, па и сега надлежните во општината остануваат глуви на нивните барања. За да бидат слушнати, средношколците најавија протести пред локалната самоуправа. Еве втор ден протестираме. Никој се уште не нема повикано на разговор од одговорните во општина Кочани од секторот на Министерство за образование. Тоа значи дека доколку и во наредниот период бидеме игнорирани, протестите ќе се радикализираат. Во наредната недела можам да ви најавам нови протести, но тие протести ќе се одвиваат со блокада на раскрсници. Исто така ќе имаме и протест пред општина Кочани, која што исто така сметам дека таму има одговорник за средните училишта во општина Кочани, кои што треба да не изслушаат, барем да не примаат на разговор, да ги слушнат нашите барања, да се запознаат зошто средношколците од Кочани втор ден се на улица. Од најголемиот дел од професорите во гимназијата учениците ја имаат поддршката, но има и такви кои не само што не ги поддржуваат, туку им вршат и притисоци да не излегуваат на протести, велат учениците. Тоа резултираше со намален број ученици на вториот протест. Затоа ги повикаа професорите, оние кои ја даваат својата поддршка, да не го прават тоа тајно, туку и тие да излезат на улица и од следниот протест да им се придружат. Инаку, овој пат беа поддржани и од поединци од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, но не од сите ученици. Ќе бидеме гласни и тие повторно пак нема да не слушнат. Средношколците добија одговор од Министерството за образование на протестите што ги организираа деновиве. Математиката ќе биде на основно ниво и немало потреба од стравка и средношколците. Полагањето математика како задолжителен предмет на државната матура од Министерството за образование го најавиле пред година и пол и не било ништо ново. Средношколците да не бидат загрижени, отик имале задачи по математика од основно ниво, рече заменик министерот за образование Спиро Ристовски, како одговор на протестите на средношколците во целата држава. Ристовски додава дека ја разбира загриженоста и вознемиреноста кај нив, но вели дека не треба да постои страв од аспект на тоа дали и како ќе успеат да ја совладат материјата, затоа што верувал во нивниот капацитет. Жителите на Чифлик се уште ги санираат последиците од неодамнешните поплави од кои беа зафатени дел од куќите, шталите и земјоделските површини. Исто така, во важност и понатаму се препораките да не се користи водата за пиење од пумпите и бунарите во селото. Неколку недели по големите поплави што го зафатија регионот, жителите на најзагрозените села во општина Чешиново Облешево се уште ги санираат последиците. Во Чифлик, каде што наредената вода се закануваше да го преплави селото, видливи се последиците и покрај успешното справување со стихијата. На повеќе места и понатаму стојат вреките полни со песок и земја, како заштита на домовите и имотот. Жителите велат дека не сакаат да ги отстранат, затоа што се плашат од пролетните дождови и топењето на снегот на планинските врвови. Во внатрешноста на просториите и во дворовите каде што навлезе водата се уште мириса на влага, а кал и раскопани канали има на сите страни. Бавно оди санирањето на последиците, а и временските услови се уште оневозможуваат тоа да биде извршено успешно, велат чифличани. Превише мокро е. И да сакаме нешто да работиме не можеме. И још шокопање е ни потрупано у двору. Водата од пумпите не смееме. Малку ни дава нешто помош за вода. Сега си купуваме. Од Кочани идеме донесеме си од подлогите, така правиме.
Тогаш за време на поплавата улегнани вода по избите на овоја на куќата и сега се тек гледат тие назад работи на куќата да паѓат од малтер, од него, од влагата и така. Дезинфекцијата на поплавените делови од куќите во Чифлик била соодветно спроведена, почитувајќи ги препораките од надлежните служби. Со тоа се избегнати можности за појава на заразни заболувања како последица од загадената вода. Освен ова, и најголем дел од сточната храна е спасен, а навреме биле засолнати и залихите од непродадениот ориз од мината годишната реколта. За сега најголем проблем за местното население е што не може да се користи водата за пиење од пумпите и другите природни извори во селото. Забраната за нејзина употреба се уште е во важност, затоа што нивото на подземни води е високо и може да предизвика несакани последици. И локалната самоуправа на Чешиново Облешево продолжува со активностите за заштита на населените места и земјоделските површини од можни нови поплави. Се расчистува коритото на Кочанска река до местото каде што таа се влева во Брегалница. Градежна механизација е ангажирана за расчистување на коритото на Кочанска река како превентивна активност што ја презема локалната власт на Чешиново Облешево за заштита од ново излевање и поплавување на околината. Таквиот зафат се прави по околу 6 децении од последната интервенција на потегот на водотекот што поминува низ оваа општина. Причина за расчистувањето е што токму Кочанска река беше една од причините за поплавите во месец февруари, од кои најмногу инфраструктурни оштетувања беа предизвикани токму во општината Чешиново Облешево. Густата вегетација и неисчистеното корито беа основните причини за излевањето на водата. Чистењето на речното корито во текот на денот е направено во должина од околу 5 километри, и тоа од мостот кај селото Подлог па се до вливот во реката Брегалница. Се очекува дека овој зафат во иднина значително ќе го намали ризикот од поплави на земјоделските површини кои се наоѓаат во овој дел. Инаку, според проценките, вредноста на оштетувањата што ги предизвикаа поплавите во Чешиново Облешево е над 20 милиони и 600 илјади денари. Најпогодени од надојдените води беа системите за наводнување и одводнување, со оштетување од над 5 милиони денари, како и земјоделските патишта и мостовите, кои учествуваат со 1/3 од вкупно проценетата штета, односно со околу 7 милиони денари. Завршува пробниот период за наплата за паркирање на јавните површини во Кочани. Општинската администрација поднесе барање за согласност од Советот, платениот паркинг да продолжи да се реализира како нормална активност на надлежните служби. 8,5 месеци по воведувањето на таксата за паркирање на јавните површини во Кочани, пробниот период на кој се однесуваше одлуката веќе истекува. Локалната самоуправа смета дека платениот паркинг ги оправдал почетните очекувања и заживеал во практика, поради што од Советот на општината ќе бара да се избрише ставот од одлуката според која таа беше привремена. Општинската администрација бара наплатата на надоместокот да стане регуларна процедура, што во иднина нормално ќе се спроведува, а зашто комуналното предпријатие Водовод, кое ја презеде надлежноста, има ангажирано и соодветен број работници. Во меѓувреме беше зголемен и опфатот на улиците на кои се плаќа за паркирање, а оценка на локалната власт е дека тоа придонело да се воспостави сообраќаен ред во централното градско подрачје и околу 95% од граѓаните ја поддржале одлуката за платено паркирање. За дел од граѓаните беа направени и одредени поволности во делот на плаќањето на надоместокот, што градоначалникот Димитровски го оцени како позитивно. Тоа е намалување на цената за нашите сограѓани кои што живеат на тие места каде што е воведен паркинг просторот, и тоа е и понатаму една поголема соработка помеѓу одговорните служби од полициската станица заедно со оние кои што се одговорни за паркингот и контрола на самите личности кои што го вршат наплатата на паркирањето. Очекувам дека со ова воведување градот Кочани добива, дека граѓаните на општина Кочани добиваат и дека тоа ќе стане една добра работа, добро применета работа за градот Кочани, односно за иднината на градот Кочани. Според усвоениот буџет за оваа година, општина Кочани очекува од надоместокот за платен паркинг да собере 380.000 денари. Ваквата пресметка е базирана на претходно остварените приходи, односно од почетокот на јули до крајот на декември минатата година била остварена позитивна разлика од 70.000 денари.
Барањето да се укине пробниот период за платено паркирање ќе го разгледува Советот на општината на седницата в петок. Општина Кочани ги известува граѓаните дека почнувајќи од 17 март патните премини на железничката пруга кај ветеринарната станица и кај основниот суд Кочани повторно ќе бидат заштитени со рампи, зашто ќе има ангажирано железнички работник, односно чувар на патен премин. Тој ќе ракува со механичките рампи и ќе го обезбедува сообраќајот во периодот кога поминуваат возовите за превоз на патници на железничката пруга Велес Кочани. Учесниците во патниот сообраќај потребно е да ги почитуваат пропишаните законски норми и сообраќајните знаци. Кластерот за креативни индустрии од Источниот плански регион го одржа своето основачко собрание. За почеток во кластерот пристапија 30 на фирми од регионот, а во иднина се очекува бројот да се зголеми за неколку пати. Заживува кластерот за креативни индустрии на Источниот плански регион, како дел од проектот за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Република Бугарија. На работна средба во Штип се одржа основачкото собрание на кластерот, во кој се вклучија 30 на фирми од регионот. Целта за оформување на овој кластер е да се заштитат интересите на неговите членки, кои пред се мали и средни предпријатија, и да им се олесни настапот на различни пазари во земјата и странство, при што таму можат да се појавуваат и заеднички како еден бренд од Источниот регион. Носител на проектот е Центарот за развој на Источниот плански регион, заедно со општина Гоце Делчев. Вкупната вредност на проектот е 500.000 евра и денеска сме тука да се официализира работењето оваа иницијатива за создавање на кластер за креативни индустрии. Ова е основачко собрание, имаме преку 20 представници на различни фирми и физички лица од овие креативни индустрии, значи тука мислам на модни дизајнери, архитекти, мултимедијални индустрии, занетчи, уметници, сите кои што работат заедно, кои што создаваат некоја вредност со свој интелектуален труд, кај што го вградуваат својот интелектуален труд и целта е да создаваат некоја економска вредност од тоа. Во кластерот, освен веќе разработени бизниси од креативните индустрии, вклучени се и почетници, што на основачкото собрание беше оценето како особено позитивно. Драго ми е што покрај оние веќе искусни сопственици на фирми, имаме тука представници и на млади, имаме студенти доста од факултетите овде во Штип, значи они пројавуваат интерес и пројавуваат ентузијазам, имаме и уметници кои што за нив они си се стручни во својата област, значи они се уметници, меѓутоа економскиот аспект на креативните индустрии не им е толку познат. И сега заедно има интерес преку овој кластер, значи повеќе да го значи повеќе да се внимава и на тој комерцијален аспект. Значи во ист момент да се промовира уметноста и културата, традицијата, наследството во овој регион, но од сето тоа да се создава и приход. Брегалничкиот регион е прв во државата во кој ќе се работи на зголемување на конкурентноста на креативните индустрии и ќе се мотивираат малите и средните предпријатија од оваа дејност да размислуваат за иницирање на заеднички активности. Оформувањето на кластерот треба да овозможи и заживување на одделни занаети, што поради различни причини се подзаборавени, а шанса за тоа се овозможува преку соработката со сличниот кластер што постои во соседна Бугарија. На 13 март петок Советот на општина Виница ќе одржи својата 25-та редовна седница. Истиот ден е закажана и седницата на Советот за развој на Источниот плански регион во општината. На 13 март петок ќе биде одржана 14-та седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Виница. Ќе се одржи во мултикултурниот центар со почеток во 13:30. На дневниот ред се точките за усвојување на записникот од 13-та седница на Советот за развој на Источниот плански регион. Предлог одлуката за усвојување на годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион, одлуката за давање на позитивно мислење и усвојување на завршните сметки, информацијата за спроведувањето на проектот управување со речниот слив на Брегалница, информацијата за распишување на повик за мали инфраструктурни проекти за општините од Источниот плански регион преку програмата за зачувување на природата во Македонија.
Во декот на истиот ден ќе се одржи и 25-та редовна седница на Советот на општина Виница, на која се предвидени неколку точки за усвојување, меѓу кои предлог одлуките за давање приоритет на проект за рурални подрачја, довршување на патот Липец-Осојница, изградба на филтер станица во село Трсино, енергетска ефикасност за поставување на сончеви колектори на училиштето во село Трсино, предлог завршна сметка на буџетот на општина Виница за 2014 година, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските додации и самофинансирачките активности на единките корисници за 2014. Предлог одлуката за изготвување на општ акт за селата Трсино, Истибања, Блатец, Грлани, Градец и Лески и полугодишен извештај за работата на основните и средните училишта во Виница. Во рамките на проектот Музејска ноќ, кој финансиски е подржан од Министерството за култура во Музејот Теракота, беше отворена археолошка изложба, на која се презентирани праисториските фигуринки со представи на жена, под наслов Праисториските дами од Македонија. Виничани имаа ретка можност да ги видат дамите од праисторијата. Музејот Теракота во рамките на проектот Музејска ноќ организираше изложба на која беа презентирани праисториските фигуринки со представа на жени, откриени на територијата на Република Македонија во изминатите 70 години. Хронолошки фигуринките датираат од периодот на Енеолитот и Неолитот, поточно од 5 до 3 милениум пред нашата ера. Но и покрај тоа што е тоа далечен период, можете да видите со своји очи дека е препознатлива жената и од тој период како израз во глина. И покрај тоа што немаме пишан збор од тој период, немаме говор негдека да го откриеме. Меѓутоа, нивниот говор е втиснат во глината. Секако тоа е сето она што ги обкружува. Глината им била основно средство во кое што се изразувале. Пред се и сите предмети околу нив повеќето се или од камен, од природата што ги користат, или е глината што ја имаат и кога ќе се испече, добиваат теракота и затоа сме и во Теракота музеј. Отворањето на изложбата се реализира во соработка со Археолошкиот музеј на Македонија, кои ја прифатија поканата да ги преотстапат артефактите од изложбата за да се реализира манифестацијата. На едно место сега јавноста, па и мислам и домашната и странската јавност може на едно место да види изложени голем број на артефакти, како што е случајот со новата институција Археолошки музеј на Македонија, каде што се изложени над 8.000 артефакти, поделени во неколку оддели. Соработката со музејот, со локалниот музеј Теракота Виница, значи отпочнат многу порано, уште во рамките на археолошкиот оддел во Музеј на Македонија. И во одделот за доцно антички период, во нашата поставка се изложени вашите теракотни икони кои го красат, теракотните винички икони кои го красат Археолошкиот музеј на Македонија. Археолошкиот музеј на Македонија е нова институција која што официјално е отворена од минатата година и представува репрезент на македонското културно наследство во Република Македонија. Паралелно со изложбата, виничани имаа можност да го проследат и концертот на Билие Стебан. Изложбата Праисториските дами од Македонија во Музејот Теракота ќе биде отворена до средината на месец април. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.